Утрото е најважниот дел од денот. Утринското кафе е првиот ритуал. Првата најава на денот кој доаѓа. Ние ви нудиме енергично и динамично будење, со актуелни теми, анализи и дебати. Утро кое ќе ве подготви за политичките, економските и културните предизвици кои ги носи времето во кое живееме. Утринско еспресо со Златев и Боцевски. Секој ден од 7:30 часот наутро на Радио Лидер и на lider.mk. Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Продолжува една жешка недела на македонската економска политичка сцена откако пропадна евро обврзницата и тоа разбуди одредени проблеми кои ќе не очекуваат во наредниот проблем, кои ги дискутиравме вчера. Продолжува расправата за реизборот на министрите во владата. Вчера имаше одлука од Страсбур за пресудите. Навистина жешка политичка недела, а Боцевски, може ли да имаме поатрактивен гостин оваа недела од човекот кој допред само неколку дена беше министер, односно заменик министер во владата на Република Македонија? Не види, поатрактивен не може да имаме, баш кај прв пат го гледаме Демократскиот сојуз како позиција по заминувањето од владата денес, кај нас устава. Добро утро за Зоран Димитровски Жоро, поранешен новинар, наш колега, човек кој оставил траен белег во македонското новинарство и секогаш ми е драго да разговарам со него. Се најди во улога на политичар, но еве, после една година покажа дека баш не знаеме да молчиме ние новинарите, некако кодот останал. Па нема, и како што нема веројатно еднаш полицаец секогаш полицаец, така е слично и со новинарството, еднаш новинар секогаш новинар. Мене многу често понекогаш кај нас дури се преклопуваат улогите на новинар и полицаец. Многу често во овој контекст на повеќе вака и формални и неформални средби во владата со министри, со премиери и така натаму, многу често ми било забележувана една од тие средби и последната вечера со премиерот, каде што дел од другите присутни гости ми велат, па и самиот премиер бе, добро, Жоро, ти интервју ми направи. Фактички тоа останало. Жоро, ти пред да влезеш на оваа функција имаше своевидна новинарска голгота, односно на еден така прилично ригиден начин беше разрешен од функцијата главен уредник на Фокус. Според многумина во тоа време, вклучително и јас, ти беше разрешен само затоа што не сакаш од Фокус да направиш таблона со СДСМ. И сега едно чудо не задеси сите кога видовме дека овој човек кој буквално беше разрешен од СДСМ од функцијата главен уредник на Фокус, по притисок од СДСМ беше разрешен, според мене, ако грешам исправиме, после тоа стана заменик министер во влада на СДСМ. Малку некако многу иронично ми делуваше се тоа. Па, јас сум зборувал за ова, меѓутоа еве уште еднаш за вашите слушатели. Проблемот во Македонија е што вие како политичка партија на власт, еве, не сакате да имате критички медиуми, меѓутоа од друга страна проблемот е кај газдите, собствениците на медиумите, кои што повеќе тие самите се цензурираат отколку што доживуваат притисоци директни. Има притисоци, се разбира, ја не велам дека политичките партии тоа го прават кога се на власт, меѓутоа понекогаш самите газди сакаат да бидат поголеми католици од папата и тие да му се додворат на на условно речено нивниот политички газда или оној кој смета дека е политички газда, конкретната власт во моментов, прават одредени потези во таа насока. Тогаш повод, а и причина веројатно поголема беше долго, значи моите текстови не му се допаѓа очигледно на некого во власта. И сметам дека мојата смена не беше директна екзекуција од политичката власт, колку што беше екзекуција од собственикот на медиумот, кој, велам, поради своји лукративни интереси и така натаму сакаше да се додвори на власта. Пиша за капитализмот, кога може и собственоста да биде
за слободниот збор. Апсолутно, јас постојано тоа го говорам дека вие не можете да бидете газда на слободен медиум во Македонија во вакво политичко обкружување каде што и бизнисот е вие имате состојба кога и бизнисот е киднапиран. Не само велиме киднапирана држава, киднапирани институции, тоа често се користи како флоскула. А ние имаме киднапирана економија комплетно. На тој начин имаме киднапирани медиуми, затоа што знаеме ние не создадовме многу медиуми кои што потекнуваат од новинари. Фокус беше еден од тие медиуми. И мене ми е драго што Фокус толку долго време успеваше да се бори на сцената. И сите медиуми кои што се покренати од новинари имаат една поинаква траекторија. Ако видите, не знам, еве и Бранко Геровски, тоа што Плюс прави. инфо, да. Плюс инфо. Значи, Па и ова мало предходно со Дневник. Да, да. Е вашиот пример, меѓутоа поентата е дека ако вие зависите од бизнисот кој што е киднапиран, вие не можете да бидете слободен. И вашата слобода во секој случај ќе биде ограничена. Мене ми е жал што се помалку во Македонија имаме такви медиуми и тоа зависи од фактички секогаш од власта. Секојаш зависи од власта. Ние рековме дека се изборивме за некакви слободи, божем, нели, претходно имавме режим, па се изборивме за одредени слободи, но тие слободи гледаме денес дека се повторно ограничени. Финансиската зависност на медиумите е огромна, од И на големо се враќа и државното на власта и гледаме дури и по анкетите дека демократијата назадува. Рековме дека ќе освоиме повеќе демократски слободи, повеќе простор, но гледаме дека и луѓето сметаат се повеќе и повеќе дека нема ни демократија. Ивица, ве гледав со Жоро јас на Канал 5 телевизија заедно со Петар Арсовски. Ја тогаш нешто насетив дека ќе се случува кога видов дека всушност во оние позиции во однос пред се на Бугарија, но и во однос на одредени политики на владата, Жоро беше покритичен од тебе кон владата во таа дебата. Добро, меѓутоа не можеш да му забележиш конзистентност. Не е прва емисија кај што тој излегува со истите стави. Не, и во серијата. Од друга страна, јас знаеш дека често се шегувам овде наутро дека ако има кладилница за тоа кој ќе дојде на власт, у моментот кога Павле Трајанов ќе излезе од власта, коефициентот негатива ќе отиде. Поради тоа што очекувано ли беше за тебе ова излегување на Демократскиот сојуз, ние често ги коментираме, често анализираме. Едно ама види, повторно ти кажам, знаеш, кај нас за жал сме го дискутирале тој со Жоро често. Кога правиме анализи, често тргаме од тоа дека ги знаеме луѓето, па овој се скарал со оно и некои такви лични работи. Демократскиот сојуз од самиот почеток како една конзервативна партија, тие центристи се представуваат, но се конзервативци, некако нешто имаше во оваа констелација, тоа е едно. А второ, кога се забега со оваа етничка црта која што ја носи не само ДУИ, туку некои други партии од коалицијата, која што надмина некои граници на пристојното, веќе не гледаш како се знаоѓа СДСМ таму, не па Демократскиот сојуз, искрено зборувам. Да. Ова ни е стилот, извинувам. Да, нема проблем. Значи ние имавме по одредени стратешки прашања, имаме конзистентен и принципиелен однос уште од почетокот. Искрено речено, тоа ми го кажавме на СДСМ уште кога беше во прашање, нели, францускиот предлог, бидејќи во минатиот парламент господинот Трајанов не беше пратеник кога се донесе договорот за Бугарија. Познато е дека Трајанов нема гласано за на Преспанскиот договор. Познато е, значи, дека нема гласано за Бугарскиот договор, затоа што не ни беше пратеник, меѓутоа ниту пак го поддржуваше јавно. Така што има една конзистентна политика во тој однос по националните прашања. И кога беше францускиот предлог минатата година, ние отворено им кажавме на СДСМ дека ние за вакво нешто не сме се договарале кога правевме коалиција. Значи дека ќе се менува уставот. Да не збориме за целиот тој пакет што беше во контекст, нели, на договорот со Бугарија, односно во преговарачката рамка, историската комисија и сите настани поврзани. Како беше дочекано тоа од нивна страна? Па не, знаете што, кога имате еден пратеник на листата, тие гледаат да не се многу загрижени.
Сега има стани падни ситуации како што беше она нели околу новото парламентарно мнозинство кога бројот на крај беше 60-60 и тука беа веројатно многу загрижени дали некој од партиите меѓу кои Демократскиот сојуз ќе излезе од владата. Ама после тоа заборави. Но тој момент ние сакавме да одиграме една принципиелна улога во таа смисла дека не сме дел од парламентарното мнозинство само заради, не знам, функции, привилегии и сега во првата прилика ќе ја срушиме владата. Тоа не беше момент за нас, значи не сакавме тогаш Значи ви делуваше многу опортунистички во тоа. опортунистички делуваше да ја струшиме владата, а можевме да го. Да, и мислам дека дека го избравте најнеопортунистичкиот момент Да, сега е да излезете од влада. Тоа е моментот кога владата сама решава да прави рокади и вие велите окей, еден влегува, друг излегува, ние не се гледаме тука повеќе и тоа е тоа. Апсолутно, затоа што ние видовме сега дека владата има нели некакво мнозинство, иако тие се надеваа на комотно мнозинство кое што ќе има возможи да ги надминат оние блокади во парламентот, нели? Бидејќи на крајот на криштата кворум не може да направат и заради неприсуство и на сопствени претеници. Но резултатот го гледаме денес од готова вересија може да испадне на крајот, затоа што немаат никакво мнозинство, но да се вратам на ова во контекст дека на вистина не беше нашата намера првичната намера дека одиме сега да ја рушиме владата, иако тоа како опозиција е легитимно, но принципиелно се заокружува еден процес во кој што ние на вистина не можеме повеќе да видиме дел од таа влада со која не се согласуваме по одредени стратешки прашања. И сега сакате да одиме во таа насока. Да. Контекстот што е? Сега имаме одредена кампања и тоа ни беше најавено од премиерот на една меѓукоалициска средба дека ќе се владата сака да излезе со кампања во која што ќе објаснува нели уставните промени зошто се прават и да направи јасна дистинкција меѓу тие кои се за Европа и кои не се. И уште тоа ни беше најавено и искрено да ви кажам, јас се изненадив од таквата реторика, затоа што вие ако одите со реторика на поделби и конфронтации дополнителна, не можете тоа да го правите врз основа на тоа кој е за уставните промени во моментов. Затоа што за уставните промени и дури и генерално за уставните промени не е точно дека луѓето се поделени. Затоа што 90% од политичките партии велат дека немаме проблем бугарите како и други малцинства да бидат дел од уставот. Мислам дека не постои политичка партија која Келеца може би има некакви дилеми, меѓутоа и тие велат со одредени услови, нели би поддржала. Значи станува збор единствено за односот на бугарската држава кон македонскиот јазик, македонскиот идентитет и така натаму и за начинот на кој што ние ги водевме преговорите. Дали може нешто тие да се подобрат? Идејата беше да се создаде одреден консензус и околу усвојувањето на преговарачката рамка за време на францускиот предлог. Целиот тој контекст кој што фактички ја понижува македонската страна во преговорите со Бугарија и Жоро, ќе те прекинам и ќе те вратам назад. Затоа што сакам да ги правам овие паралели од времето пред и потоа. Ти како човек со твоите нели познавања, со твоето претходно искуство, на сите нас многу повеќе ни наликуваше дека имаш перформанси да бидеш, да речеме, министер, да, но еве кога веќе сте се испазарили како партија заменик министер, да бидеш заменик министер за надворешни работи. Тебе те поставија да бидеш заменик министер за локална самоуправа и морам да ти кажам најискрено, тоа е една функција која врз база на твоето искуство и твојата експертиза во работите тебе не ти доликува. Апсолутно, ние имавме договор, начален договор со премиерот Заев во тоа време да со доаѓањето на премиерот Ковачевски, ние го побаравме тоа место. И тоа место го побаравме уште претходно, уште при формирањето на првата влада, меѓутоа во таа поделба на колачот на крајот го доби нели партијата на Тачи, ДПА. Но
во втората поделба на ресорите, кога дојде Ковачевски, буквално вака на во разговори на маса, и тој се согласи дека ќе ми биде дадено тоа место, се разбира, потоа мислам дека отстапи од тоа заради нашите ставови во однос на Бугарија. Во однос на Бугарија. Инаку тезата беше, дури тие ја прифатија сосема, нели, сосема рационално и принципиелно, дека имате министер за надворешни работи кој што е албанец, работа која што е многу суптилна во контекст на преговорите со Бугарија заради нели, македонскиот идентитет е тој што кој се оспорува, не албанскиот. Од друга страна имате и заменик министер албанец. И во тоа министерство состојбите известно време и подолго време се малку, ако можам да кажам така, луѓето не се чувствуваат релаксирано во таа смисла, затоа што не велам јас дека албанците по природа се такви што нема да го штитат македонскиот идентитет, меѓутоа сепак треба да имаат застапено функционери, политички личности, сепак не им говори поднозе, не им говори нас. Повисок ранг кои се таму. Меѓутоа очигледно тие не го испочитуваат тој договор, инаку Министерството за локална самоуправа не би сакал, се разбира, да го подценувам како ресор. Јас, бидејќи дел од политичките ресори во владата, значи не е некоја специјализирана, некоја друга професија во прашање, секако, значи јас мислам се снајдов и на таа функција, не е тоа проблем. Не само тоа. Тој се најпристојно изгледаше тој министерот, таму исто е стварно квалитетен. За Ристо Пенов збориме. Не види како комбинација Ристо Пенов и Зоран Димитровски и во однос на пристојност, но во однос и на експертиза и на политичка артикулација бе еден интересен двојаc во таа влада. Меѓутоа, ај да се вратиме на оваа тема. Значи, еден круг од постариве кадри, условно кажано да ги кажеме, и амбасадори, меѓутоа и луѓе од политиката, од времињата, да речеме, на реал социјализмот, се фрапирани затоа што буквално, ти кога го помина овој кога го направивте потегот со излегувањето, сега па се уште повеќе се збунија. Тие прашуваа, мене ме прашуваа, вика, чекај, вика, кога се влегува во преговори се прави платформа. Ние сме ги правили, вика, платформите Југославија, вика, кога се среќавала на ниво на заменик министер во Софија, па морало овде да помине платформа 2-30-40 страни, што таму замеников министер на Југославија ќе прави. Они се вобунило како е можно да завршиле преговорите околу бугарскиот предлог, францускиот предлог, како и да го викаме. Кај била платформата? Никаде не излезе платформата. Нас уште 6 месеци пред да биде склучен, односно некаде во декември, кога нели Заев го промовираше Ковачевски за премиер и пред да се состави таа влада, на една коалицијска средба Заев ни кажа што разговара со Петков, со бугарскиот премиер во тоа време. Нели таму беа исто во една состојба предизборна, како што се целиот овој изминат период. И на една средба, тоа беше доста транспарентно, за разлика од него Ковачевски потоа немаше ни една средба со нас да ни објасни што се случува во преговорите. Но Заев кажа таму, ние се обидуваме со Петков да договориме нешто, еден пакет во кој што сите овие спорни работи од меѓу двете страни сакаме да ги адресираме и да склучиме еден договор со кој што ќе ни биде овозможено, нели, да почнеме преговори со Европската унија. И ние го прашавме директно да ни каже во што се состои тој пакет. Тој глобално зборуваше, не одеше во детали, но јас директно го прашав што е проблемот, што е клучниот проблем на тој договор за нашата страна и каде ние евентуално сметаме дека ќе минеме црвена линија и дека е неприфатливо за нас. И Заев тогаш одговори, рече, мене најмногу ме загрижува тоа што треба да отстраниме 16 споменици на кои пишува бугарски фашистички окупатор. 16. Веројатно во Македонија има многу такви споменици, меѓутоа 16 се порепрезентативни, каде што тие ги таргетирале, од каде што ќе треба да се отстранува бугарски фашистички окупатор. Бугарски, нели? Да остане само фашистички окупатор. И искрено да ви кажам, многу од луѓето кои беа присутни на таа средба беа изненадени. Малку велат, па
Тоа ли е најголемиот проблем, нели? Ако е тоа, па видиме сега, нели? Иако е тоа невистина историска кога би го избришале, на крајот на криштата видовме градоначалници кои се спротивставуваат, нека се нели, Максим Димитриевски вели нека се обидат во Куманово да ги избришат, па ќе дочекаат Ќе видиме, гардисти. Да. Но без оглед тоа беше едно од тие пред, меѓутоа на таа средба заев од прилика ни опиша што договараат со Значи Петков. им нацрта некако. Некако ни нацрта. Меѓутоа искрено речено сите овие прашања не беа дел од тоа. Значи не ви Што кажа после ништо излега. од тоа Што после излега. Некои од прашањата да, кои што се побенигни околу историската комисија што ќе разговара и така натаму. Меѓутоа овој дел беше токму тоа, дека тоа треба да го договара историската комисија, односно во евентуални протоколи да се договори околу бришењето на спомениците. Меѓутоа за другите работи некако помагливо беше тоа. Ние уште на таа средба рековме дека треба да токму ова што го велите. Господин Трајанов зборуваше дека треба да имаме платформа сериозна државна за преговори, треба да вклучиме повеќе страни, да ја вклучиме опозицијата и тука во тоа време се уште премиерот Заев ни кажа дека да, ние планираме да разговараме, сите да ги вклучиме. Меѓутоа видовте што потоа се случи со доаѓањето на Ковачевски. Значи само да констатирам зашо е битна работа, Липчо. Платформа на влада не поминала за преговори. Апсолутно не. Види, ова е крупна работа. Тоа е- Ова е крупна работа, затоа што буквално како да кажем се случувало за државна посета да се прават позиции да се поминуваат на влада, чисто да се сите во тек. Дури и председателот кога оди некаде, иако да речем него народ го бира, не треба ништо да го обврзува, па знаела владата да донесе некоја платформа. За вака крупна работа, ова ми е многу чудно. Значи, Немате никаде- Павле Трајанов излегол со барање добро. да се формализира Извини, документот. извини Апсолутно, Жоро, да се а подготви како- платформа за преговори, Ако немало кој што- ниту платформа, ако немало ниту известување за што се разговара таму. Значи, извинете вака, ама сега мене образованието ми е од таа област. Како можно е воопшто некој да преговара? Како изгледале преговорите? У кафана седеле, разговарале? Значи, прво треба да има записник од тие разговори, па треба да има резиме, што се случува, како се случува. Значи, Тоа ние- се треба да биде документирано, може би и класифицирано, нели, за да не излегува сега лево-десно, но не може да нема никаква платформа и да не биде известена владата. Вие бевте сведоци во неколку наврати и во јавноста тоа се кажуваше дека има некаква размена на некакви нели нон-пейпери, писменца и така натаму Кружеше што тоа, одат, нели? кои никој сериозно не ги видел, не дошле на влада. Дури не се сеќавам дека и на некаква па затворена кој- седница на влада се дискутирале. Тогаш Лично овие барем на луѓе затворена отишле седница. над нивните овластувања. Но морам да бидам прецизен и да кажам дека на една од првите следби на која ја не бев присутен, меѓутоа беше председателот Трајанов, на поединечни следби со коалиционите партнери околу изборот на Ковачевски. Прашани се нашите сите помали коалициони партнери, меѓу кои и Трајанов, дали вие би поддржале влез на бугарите во уставот. Значи тоа е уште во јануари кога не е формализиран договорот неколку месеци пред тоа, значи дека се кова таква приказна околу влез на бугарите во уставот и тогаш исто како што и подосна беше нашиот став, председателот Трајанов им кажал дека ние немаме против да влезат бугарите во уставот, но целиот контекст е битен, односно што содржи договорот. Не е само тоа прашање. Вие се разидувате на 4 работи. Прво во делот со Бугарија, второ се разидувате на ова антиевропски проевропска коалиција, нели, која најавува Ковачевски, која поделбата која ќе кажам, продискутираме малку подоцна. Трето се разделувате поради програмските разлики, односно неисполнување на она барање за една изборна единица. Значи не е само тоа, еве ќе го споменам и тоа. Една изборна единица долго време прво беше прифатена од СДСМ и од владата на Заев уште во програмата. Па заедно со дека ќе го- ЛДП влеговте, Прво вие беше ЛДП прифатено. и Дом влеговте врз Апсолутно. база на тоа. Беше прифатено. И потоа, работни групи во Министерството за правда се разводнува целата состојба. ВМРО-ДПМ на еден период имаше резервиран став, потоа ВМРО-ДПМ излезе, рече го поддржуваме. Предлогот треба да се договориме единствено околу
да видиме цензус некаков дали да се стави. Рековме отворено прашање, можеме да дискутираме за цензусот, легитимно дали ќе биде 1,5, 2%, да видиме, да се најдеме некаде. Меѓутоа, што направија? На две комисии, законодавно-правна и комисија за политички систем во парламентот, помина закон. Фактички ние го подготвивме. 11 пратеници застанаа за него од повеќе помали политички партии. Левица тука, сите помали Само конси. да прашаме, што предлагавте еве да уште еднаш? Во контекст на законот предлагавме, значи тоа што е, Да. нели, една изборна единица, Донтов модел, така? Донтов модел без изборен праг. За околу моделот дури може оставивме нели расправа. Да, може друга и формула. подобри Да, подобри модели точно, има. точно. Меѓутоа, клучот кој беше? Не е само една изборна единица. Клучот беше монополот што го имаат најголемите политички партии во Македонија, што им го нуди изборниот законник да биде симнат. Да речеме 9 минути време медиумско за време на изборите за најголемите политички партии, 1 минута за сите други вкупно. Што е комплетна убиствено во смисло. убиствено и неравноправно. Сега ќе имате нови политички субјекти. Нели на Да, бе, се најавуваат тоа. Еве Максим Димитриевски најавува некои други. Како тие ќе имаат можност да се представат? Натаму имате партиски институти кои што се финансирани од буџетот. Партиски институти за најголемите политички партии. Значи за ДУИ, СДСМ, ВМРО, ДПМН и сега Алијанса на албанците, нели? Порано беше тоа, ДП. Исто така, ние поднесовме до Уставниот суд представка, апликација, Демократскиот сојуз, дека ги доведува партиите во неравноправна положба целиот изборен законник. Клучното е таму дека во изборната единица 6 се бира пратеник со 6 до 6.500 гласачи. И тоа е причината што А во други тројка да не зборим или во другите изборни единици 8.500, 9.000, некогаш 10 во Во зависност од четворка, излезноста. јас сум од четворка е 10.000 И гласа. тоа е причината што да речеме ДУИ е малку повеќе против. Меѓутоа во разговори со Али Ахмети, ние дојдовме до состојба, рече не, јас немам против да разговараме за закон. Ајде да видиме што е тоа што може да се промени. Тоа е едно. Второ, откако ДУИ загуби на локалните избори во Тетово, веќе во изборната единица број 6 тие немаат такво мнозинство. И прашање е дали веќе и нив не почнува да им одговара една изборна единица во контекст на тоа дека во другите изборни единици исто така имаат Со сопствено гласачко Ковачевски сте тело. разговарали за една изборна единица? Во Прилеп има одредени села кои што имаат тие гласови им се изгубени. Јас сум ја Со правил. Ковачевски Со сте Ковачевски разговарали? сме разговарале и Ве поддржал? апсолутна поддршка ни даде. Ова го ставаме и го ставија на парламент, меѓутоа не дојде на пленарна седница. Го сокрија по тоа законот. Зошто? Наводно ДУИ не сака, треба да имаме консензус, меѓутоа ние не видовме, ние рековме дајте нека дојде до расправа на седница, па ДУИ нека излезе, нека биде против, да видиме. Тоа е прва фаза. Значи, да видиме Па и нека да е биде против против. со ВМРО и СДС Не, поддршка. дека морало со консензус, ама да видиме јасно да каже ДУИ дека е против. Ама не кажу, не го доведува. Тоа значи да ги извадиш на чистина. да ги извадиш на чистина. Меѓутоа и СДСМ очигледно не е за. Зошто не доаѓа на седница? Но тоа е тоа е клучното барање на помалите политички партии. Меѓутоа тоа е едно од барањата кои што и не е толку драматично. Има подраматично. Драматично е борбата против корупцијата и организираниот криминал и независното судство, каде што ние имавме серија предлози. Уште на почетокот се договаравме со Заев, ако се сеќавате, Заев вети дека на опозицијата ќе и даде шанса после 2 години да има јавен обвинител држава. Вие не можете да се борите против корупција и организиран криминал и да имате независно судство ако имате јавен обвинител кој што е кукла, кој што е избран од парламентарното мнозинство. Жоро, ова се зборува така, ај сега и ти сме. Ама чекајте, вети Заев. Значи вети Заев. Имаше договор, Заев вети рече за 2 години, еве сега доаѓаме. Ама на не власт. оваа е опозиција, тоа му беше последно. Доаѓаме на власт. Не рече за 2 години. И? Рече за 2 години. Не се случи тоа. Вие имате и други начини на избор. Еве нека не го бира и опозицијата. Зошто да не го бира двотретинско мнозинство во парламентот? Тоа е веќе. За да дојде некој професионалец каде што и двете ќе речат Океј. и опозицијата и власта ќе речат па добро, овој ќе си ја тера работата. А се знае дека јавниот обвинител пред се организираниот криминал доаѓа од власта, не доаѓа од опозицијата. Сега вие може да кажете дека опозицијата контролира 40 општини, па може и некој градоначалник да злоупотреби средства. Али 10% Ама само од јавните пари се- можноста за злоупотреба на средства, ние не се бориме против ситната корупција, нели бомбонjera на лекарот што сте му дале, туку битно е каде се злоупотребуваат
големи пари. Големите пари. И вие кажете ми кој јавен обвинител во Македонија или која е таа институција што моментално ги следи јавните набавки што тежат милиони или злоупотребите во оние закони кои што се донесуваа во вонредната состојба. Антикорупцијска нешто пробува, но дури нивните обиди не ги следи ниту полиција, ниту Ама антикорупцијска нема ингеренции. Таа може би да си ја завршува својата работа во рамките на законот. Прво нема ингеренции, второ нивните предлози за обвинителни акти немаат ни право на директен обвинителен акт, току некакви предлози, не знам дори како се нарекуваат според законот. Па како ти ја и ти што може кривична пријава да поднесе. Така и овие генерално. Апсолутно. И сега вие немате институција. Ние предложивме институција која што беше прифатена и од страна на Заев и потоа во разговорите со Ковачевски. Институција за прогон, агенција за борба против организиран криминал и висока корупција. Специфицирана. Долго ја збори ова, таа по британски модел, Тони Блер направи така. Апсолутно по британски модел, имаат и други земји слични решенија, чии директор би бил биран од борд, од независни институции. Тука би биле во тој борд 15 член, да речеме, би биле професори, новинари истражувачки, обвинители од велата, адвокати и така натаму. Но и пратеничките групи, сигурно. Но и представници од двете најголеми политички или четирите, не знам, политички партии, каде што би избрале директор и таа институција би била институција на прогонот, меѓутоа нејзината основна задача би било токму тоа, да ги гони, односно да ги истражува високата корупција. Зоран Димитровски, Жоро гостин во Радио Лидер, почитувани слушатели, останете со нас по рекламите и кратката пауза. Имаме досега навистина жешки детали од работата на владата, да се надеваме дека ќе дознаеме уште повеќе по рекламите во однос на институциите. Имаме едно специфицирано прашање во однос на една институција која ја најавува, а ја нема. Пак те фати црвено светло. Честитки. Што туку придонесе кон загадувањето на воздухот во Скопје за близу 19 грама јаглероден диоксид. Замени го возилото со возење велосипед или пешачење и придонеси за здрав живот и чиста животна средина. Активноста ја спроведува Центарот за истражување и креирање политики, поддржан од Шведска преку Програмата за развој на Обединетите нации. Животот им носи тешки предизвици на твојот дух и на твојот организам. Знаењето ќе ти донесе сила, но карактерот ќе ти донесе почит. Мултифункционален центар за боречки вештини и спортови. The Strongest Aerodrome. facebook.com/TS Aerodrome. E
Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер, почитувани слушатели, со нашиот гостин Зоран Димитровски Жоро, доскорачен заменик министер за локална самоуправа од Демократскиот сојуз, кој си поднесе оставка од владата, откако Демократскиот сојуз ја напушти владата. Жоро, дискутиравме за нови институции, имаше некаква најава, некој споменуваше за Агенција за сајбер безбедност, а во исто време дојде и овој хакерски напад, поради кој докторите уште немаат земено плата, болните немаат земено боледување, трудниците немаат земено трудничко, целиот систем е блокиран поради хакирање на Фондот за здравство. Претходно беше хакирана Македонска пошта, иако тоа го скрија, еве ова ексклузивно да им кажам на слушателите. Претходно ист ваков хакерски напад имаше и во Македонски пошти и пар други институции беа нападнати на еден или на друг начин. Имавме претходно Министерство за образование беше нападнато, ако се сеќавате, дори во медиумите имаше истраги околу тоа, нели? Истражување имаше Министерството за здравство исто така, хакирана страница, имавте често паѓање на страница на влада. Да, но сега на велат дека била хакирана веб страницата. Не е хакирана веб страницата, целиот систем на Фондот за здравство е хакиран. Тоа Што е е многу страшно. посериозно од веб страницата. Тоа е страшно затоа што целиот тој систем, базата на податоци е многу битна. Знаете, таа е, мислам дека е најпрецизната база на податоци што постои во Македонија во контекст на тоа дека таму се сите се некакви здравствени осигуреници. И вие тоа ви е вистинскиот попис на населението, ако сакате во Македонија. Сигурно над 95% од луѓето се некакви здравствени осигуреници, не знам некои ако се случајно можеби испуштени од системот, но користењето на таа база веројатно би било од корист на многу луѓе заинтересирани во контекст на тоа кој живее во Македонија, кој е моментно присутен, колку луѓе сме тука, нели, затоа што Кој ви е матичниот број? Која ви е адресата? Од што сте боледувале во историја? Меѓутоа, ако сакате во здравствениот систем во Македонија подолго време гледаме еден, би можел да кажам, тотален колапс, затоа што не само како се менаџираат овие системи од безбедносен аспект, затоа што тие претпоставувам дека не му се оставени на самото здравство да ги води. Ако ги води самото здравство, ние знаеме како тоа лошо функционира. Дека тоа треба сепак владата на едно повисоко ниво да обезбеди сајбер безбедност на сите институции. И тоа е подолго време гледаме дека има такви проблеми. Знаеме дека се наоѓаме и во хибридни војни во контекст на она што се случува во Украина и регионот. Тука си оние дојавите за бомби во кои не училиштата. можат да ги најдат од каде се. Има тука одредени објаснувања дека тешко се лоцираат и така натаму, без оглед. Ние владата мора да обезбеди систем, ако сакате, не само на безбедност, туку пред се за да функционира оној дел. Не може да не земат плати институциите во здравството, ако вас ви е хакиран системот. Што значи тоа? Дека вие зависите само од сајбер безбедноста на одреден систем и за целото функционирање на здравството, тоа би било страшно. Да, но вие мора да постојат алтернативи. Цели семејства, ќе речеме за докторите, особено специјалистите веќе имаат и подобри плати, не е толку, може да почекаат некој ден да речем, иако и таму има медицински работници, има медицински сестри кои имаат навистина ниски примања, има болничари. Но што е со болните? Не имаме болни кои не добиваат боледување, пари, боледувањето, да. Тоа се луѓе кои, замислете сега некој болен од рак, неколку месеци е на боледување и сега не може да си купи лекови дома. Жени на трудничко боледување не може. Тоа да не зборувам. Не, апсолутно, затоа велам тој хакерски напад не е, претпоставувам, едноставен, веројатно и целта била слична, но вие мора да обезбедите претходно податоците да ви бидат последната информација дека на сигурно место и на алтернативен сервер.
Вие не сте сериозна држава ако немате алтернатива. Ако се ставите на еден сервер и ако тоа ви биде хакирано и утре немате како да функционирате, значи како да ви кажам, така можат во областа на безбедноста, областа на одбраната да ви направат такво хакирање и вашите институции потоа Еве сега за да го одблокираат системот им барале 20.000 биткоини. Тоа е една верзија, има и верзија дека не е ни хакиран системот, него едноставно пропаднал од неодржување. Може да е и тоа. Меѓутоа, Мене ми е вав поверојатно. искрено речено, мене многу повеќе ме загрижува, тоа е дел од негрижата, меѓутоа многу повеќе ме загрижува и оние очигледни проблеми, да речеме, во здравството кои што ги има и кои што можете да ги решавате, не ги Еве решавате. ова социстична Прво, човек овие почина луѓето, ви умираат луѓе со тешки болести за кои што не може да обезбедите лекови. Ние имавме пандемија. Во текот на пандемијата Се убија од крадење. во основната цел беше како да се обезбедат вакцини, нели? И на тој начин со вонредни одлуки на владата да ја се сеќавам на една седница на влада каде што ни беше кажана цената на кинеската вакцина 36 или 37-8 евра по една вакцина, каде што сите бевме шокирани. Зарем плаќаме толку пари за една вакцина? Тоа беше на почетокот кога нели тешко се доаѓаше до вакцини. Потоа вакцините на Pfizer уште од почетокот имаа некоја цена $10-12 ми се чини, меѓутоа требаше да се чекаат. И се сеќавам од министерот Филипче ни беше образложено па тоа се цените на пазарот, нели? Тоа беше тогаш После видовме дека кинеските се всушност најевтини. И сега сакам да ви кажам дека во такви ситуации кои имате вонредни одлуки во смисла на тоа дека можете да правите набавки во 4 очи и така натаму, огромни средства се одлева во некакви приватни джепови. И вие нели на маката на народот ако можете да заработувате, сами да платиме за доаѓате во србите не состојба плаќаат. да немате основни лекови за најтешко болните пациенти. Мислам, тоа говори за еден колапс на системот. И уште една одлука да кажем за која што заменик министерот за здравство ми соопшти. Во една прилика така прашував за една пријателка која што сакаше од приватното здравство да се врати во јавното здравство. Што е многу реткост, нели, сакаат луѓето да се вратат во јавното здравство, да имаме добри лекари таму и добри медицински сестри. И заменик министерот ми извести и вика, не може. Велам како не може? Со преземање од една приватна болница, не може, вика, има владата донесено забрана во јули или август минатата година на барање на министри од ДУИ за преземање од институции од приватното во јавното здравство. Му велам зошто? Па затоа што на тој начин се нарушува правичната застапеност. Во кој контекст? Па знаеш, вели, ДУИ побарале на седницата и таа одлука е донесена ако само на конкурс да биде. Бидејќи ако се распише конкурс, тогаш вие морате победентер заради помалата веројатно правична застапеност на сестри и лекари во здравството. Сега ви кажувам ова. Ова што го кажувате Бъде малце во здрава памет, тоа сака да кажам. Не, ова е шокантно, не знам кој збор да го искористам. Значи ние не смееме доктори да преземаме од приватна болница во државна болница. Да, со преземање, знаете оној систем Да, јасно, со да. преземање не на конкурс, не на оглас. Да. Затоа што ДУИ не ќе така. Го нарушуваме здравието на граѓаните поради некаков балансер. Велам заради балансерот, затоа што на тој начин се примале повеќе македонци, сестри и лекари и за да има правична застапеност и во здравството, мора да оди на оглас. На оглас по балансерот вие ќе треба да примете, нели, албанец, турчин и така натаму. Ви велам, ова е одлука донесена на влада. И А кога ќе го направат овој балансерот за кој не оперираат? Денес се паѓа да ве оперира босанец. Утре се паѓа да ве оперира албанец. И тоа е страшно. На што личи ако ова? имате, затоа што ние до вчера се боревме, нели сите бегаат од јавното во приватното здравство. Сега безобратно. А сега кога имате примери на обратно, вие не можете тоа да го изведете, морате да идете на оглас. И ако отидете на оглас, ќе има предност некој по балансерот. Добро, и тоа ми е малку чудно. Бевте мислам, која математика ја прикажува за она 31% балансер? Како? Зашо јас, како што ја направи во Excel, не знам дали знаеш што направиле. Они едноставно ги тргнале овие 5,9%, што се неизјаснети,
И на изјаснетите си пресметале бројки, што тоа е математички, знаеш, логички е вон секоја здрава памет. Таму имаше, значи, ние и како политичка партија реагиравме за пописот, јас дори на седница на влада беше прашањето, затоа што требаше владата да даде согласност предлогот на пратеникот Павле Трајанов во парламентот да се расправа повторно за пописот, да се отвори и да се отвори расправа за резултатите од пописот и да се предложи менување на законот, кој што евентуално би овозможил дополнителен попис на оние неизјаснети 7, колку 20 или нешто посто. И владата тогаш даде негативно мислење. На таа седница јас значи дискутирав и кажав дека имаме очигледни пропусти во пописот многу сериозни. Прво кажав дека тој идиотски прашалник, значи го пишувале неписмени луѓе, кои не разликуваат што е вера, што е деноминација на религија. Па така излегува и имате и православни и христијани сега, посебно. Нели имате христијани, некои се православни, што е идиотизам. Не е идиотизам, тоа е едноставно намера, бројот на православни христијаните се намери. Таму очигледно во тој завод за статистика, односно државниот завод за статистика, некои неписмени луѓе го правеле тој прашалник. Или некои луѓе со малициозни намери. Или некои со малициозни намери. Меѓутоа, обична невладина организација која што се занимава со истражување на јавното мислење можела да им направи подобар прашалник, знаејќи ги тие параметри. Понатаму нели контекстот на процентите неизјаснети и така натаму. И дека сето тоа мене тогаш ми беше одговорено од вице-премиерот Маричич, не, пописот е не само што е од сите меѓународни оправдан, еве и по стандардите до 10% вие можете да имате неизјаснети. И велам, но вие луѓе дека тоа се стандардите до 10% од населението ако не се изјаснило успешен е пописот. Вие имате 7 нели запрека нешто. И велам дека ако сакате настрана етничките поделби и така натаму етничките прашања, вие од аспект на научна планирање на развојот на одредена држава не можете да ги користите точните податоци. Ниту пак научници утре може да ги користат податоците и да минус 10%, знаеш. Да, и да манипулираат со бројка на етничките малцинства. Особено што диаспората ја ставате во исто како сега таа не е нели во бројот, меѓутоа ја користите во состојби. Да. И велите дека има 30% албанци. Не, албанци има 24%. Така барем пишува колку што беа. И после таа седница ми приде Артан Груби вели ја го чепкате пописот. Викам па добро, тоа е ние бараме резултатите да бидат прецизни и точни. Немаме ништо ниту против албанците, ниту против некоја друга националност. Вели, ама знаете во тие 7,29% што не се изјаснети, има точно околу 30% албанци се. Велам, добро, од кај вие знаете? Од кај вие знаете? Па ние имаме чекајте, ако имате податоци, велам. Ако имате податоци од други можете да ги вкрстите. Тогаш дајте дополнително у парламентот да направиме дополнение на законот и од институции да ги земеме тие податоци. Шо сега ќе одиме сега натаму, ќе го влечеме тоа прашање кога е јасно дека толку проценти се. Истиот тој Артан Груби понатаму сега во кампањата, ако се сеќавате, изборна, односно условно речено изборна кампања, меѓутоа она што го правеа со членството, кажа отворено дека албанците се 19,5%, погледайте ги во джепчиште или не знам каде имаше некаков изборен настап, а нашиот успех е дека 41% од државната администрација има вработено албанци. Тоа го кажа. Во однос на владата, ќе се вратиме сега на почетокот, имаме оваа реконструкција нели на владата, практично колку излегуваат, толку и влегуваат, еден плюс минус. Тоа беше најавено како проширување проевропско на владата, а всушност останува проевропско статус кво, затоа што нема никакво зголемување на бројот на пратеници. Зошто Ковачевски влезе во оваа авантура и дали е воопшто оваа авантура на Димитар Ковачевски или можеби е авантура на Дуи, на Али Ахмети и на Артан Груби, кои сакаат пропустите во својата партија, намалениот
број на своји поддржувачи и пратеници да го заменат со тоа што ќе влезе некој друг во владата. Дали огнената група е главната причина за оваа реконструкција? Да, основната причина е поделбата во ДУИ и огнената група и идејата е да се спаси Артан Груби од интерпелација, затоа што му се закануваше сериозна интерпелација да биде сменет во Сакате Собрание. да кажете дека оваа влада цело овој циркус што ќе трае уште недела две, го гледаме само затоа што некој сакаше претходно да го смени Артан Груби? Најмногу поради тоа, затоа што поделбата во ДУИ е сериозна. Тоа не се маргиналци луѓе, тоа се луѓе од теренот, градоначалници, луѓе кои што имаат влијание во структурите на ДУИ, зборувам сега нели за огнената група. Зборувам за луѓе кои што Изет Меджити ја спаси владата, ако се сеќавате, да не падне, затоа што тој успеа нели да го привлече Кастриот Реджепи во своите редови. Он го пушти од телевизорот. И таму има сериозен конфликт во однос на наследството во ДУИ, кој да биде понатаму лидер. И на крајот на криштата Артан Груби смета огнената група нели дека е човек кој што придонел да ДУИ го изгуби рейтингот, изгубија Тетово и така натаму, единствено во Чаири и во овие некои средени Сарај се силни се уште, но тоа е нивен внатрешен проблем. Проблемот е што со ова не се решава ни тој конфликт, се продлабочува. Заради спас на Артан Груби, вие огнените може да излезат со листа на следните избори и веќе не ја поддржуваат толку отворено владата, иако рекоа немаме проблем со Али Ахмети, па дури ни со Ковачевски, дури ни со уставните промени, меѓутоа веќе гледате како се сепарираат и велат дека да не ги бројат баш толку во парламентарното мнозинство. Вака, Ковачевски вели дека Мицкоски е заложник на Апасиев, вас ве повикува немо и вие случајно да сте станале заложници на Апасиев. Тоа беше пораката која вие испрати. Тој е директен заложник на Артан Груби. Значи, тој е директен заложник на Артан Груби, можем да ви кажем, од една страна... Како изгледа тоа за парно го врзува, не знам. Меѓутоа, од друга страна, мислам дека Ковачевски е заложник и на Румен Радев, што е уште подраматично. Затоа што не видовме баш многу пријателска реторика од Румен Радев, иако нели во целиот тој период после францускиот предлог се говори дека требаше да се релаксираат меѓусебните односи. И во овој контекст важно е да таа димензија за мене е поважна, затоа што идејата за Европски фронт, условно речено, иако е изнасилена и нели прво е конфронтацијска за поделби меѓу населението, не се македонците против Европа, без оглед што велат анкетите. Анкетите велат дека се тие веројатно евроскептични поради односот на Европа кон нас, а не се против Европа во контекст на стандардите европски. Види анкета на прашањето. Ако нема услови, дали утре ќе гласате за влезва? И пак со бројките 60-70%. Значи нема антиевропско расположение. Апсолутно нема антиевропско расположение. Тизерот Зоран Димитровски Жоро, гостин во Еспресо Златев и Боцевски, цитирам: Димитар Ковачевски е заложник на Артан Груби и Румен Радев. Ова ми е насловот за овој интервју со консензус, Ивица, мислам дека ќе го донесеме. Можеме со консензус, ако влада, гледаш, сега не повлече вакав. Во однос на ова со Бугарија, повторно се појави она момче од Охрид, Христијан Пендиков, излезе на телевизија овој пат во Бугарија. Нели, видовме дека станува збор за едно најобично младо момче од Охрид, не е ниту некој интелектуалец, не е ниту, не сакаме нормално општественик, не сакаме да го навредуваме детево нормално. А не го ни навредуваме, добро. Да, си има нели своји уверувања, нека си ги носи. Бугарија овој случај веќе го цеди, односно поради него направи една серија на прекинат дипломатски односи, па Бујар Османи се извинуваше. Значи, ве прашали во влада некој дали треба на Бугарија да и се извините, дали дозволивте ли како влада да дојде тој авионот на Радев, да го собере? Не само што тоа не беше случај, токму во тој период се погоди да имаме коалициска средба со премиерот Ковачевски, помалите коалициони партнери, сите коалициони партнери што имаат пратеници во парламентот, и на таа средба и вечера токму тие денови се случуваше настанот. Премиерот ни раскажа што навистина се случило во тој контекст.
И ни кажа дека полицијата, односно нашето МВР, го расчистило случајот и дека станува збор за тепачка за наркодилерство, за долг од 500 евра, и кој што подолго време го барале овие другите измеѓувачи, тепачите, и дека во таа тепачка секако биле споменувани шајки, мајки, бугарски и така натаму, кој што несензитивен речник, кој што го дава елементот на омраза. Меѓутоа основата, мотивот е јавното обвинителство мотивот за омраза сега. Обвинение. Почекајте. И кога тоа му го кажавме дека јавното обвинителство поднесе за омраза, и премиерот тогаш ни раскажа дека ние кога ја направивме таа полициска истрага, министерот за внатрешни работи се јави на министерот за внатрешни работи на Бугарија и му го кажа сето тоа. Дека се станува збор за ова. Ке видиме, обвинителството ќе истражува натаму дали има и други мотиви, дали меѓутоа ова е тоа до што сме дошли ние како полициска истрага. Во тој момент една од присутните го праша премиерот, па добро, зошто во тој случај го испраќате Бујар Османи во болница во Софија да го види повредениот и да се извинува и така натаму. Наркодилер. Премиерот тогаш ни одговори, знаете што, не го испративме ние. Ми се јави синоќа Бујар Османи, синоќа или пред 2 дена, не се сеќавам точно денот кога бил, и ми рече, јас ќе одам во Софија утре. И го праша, зошто одиш во Софија? Па, ќе одам 2 дена на скијање на Боровец и ќе одам утре во Софија да го видам Пендиков. Значи, кога сериозно премиер го зборува вака? Јас ја ви кажувам на коалицијската средба. Ќе идам да го видам Пендиков. Зошто ќе одиш да го видиш Пендиков? Зошто ќе одиш да го видиш Пендиков? Па сега нели е ваков настанот е малку контроверзен, го земаа со авион и така натаму. Чекај, бил Бујар Османи, да се вратиме назад, ова ми е премног, не можам да го процесирам и ја хакирам сум. Премиерот кажал дека Бујар Османи бил на скијање во Боровец, рекол дека ќе оди на скијање на Боровец. И успат ќе отиде да го види Пендиков. Кристијан Пендиков. А дека всушност целиот случај на Пендиков е за дрога. Да. Да, и кога А зошто обвинителство тогаш поднело за и кога вели добро, а зошто ќе одиш да го видиш Пендиков, нели се уште не е расчистен случајот, да видиме нели имаме полициска истрага во која гледаме дека случајот е за дрога. Знаеш, јас се слушнав со американците, рекоа дека можеби е добро да го посетам заради тензиите да се намалат меѓу двете страни, што можеби од аспект на дипломатија ќе речете дека е окей, еве, за да се намалат тензиите, меѓутоа ништо не го оправдува Османи да даде изјава во која што ќе каже тамо дека верува на семејството, дека е дечкото тепан заради тоа што е бугарин, а да не се каже меѓу другото и оној другиот момент дека претходно има кривична пријава за наркодилерство во село Лесковец. Во однос на американците. Американците имаат извештаи и реагираат на нарушување на човекови права цело време. Еве, за мене има реагирано Америка, State Department има реагирано за мене, затоа што држава ме суди за наводно објавени класифицирани информации. Значи, Соединетите американски држави за мене реагираа. За Пендиков, дечко, не видовме Соединетите американски држави ниту да напишат едно соопштение, не видовме ниту да нотираат во тие нивни извештаи, не видовме ништо. Тие постојано велат дека треба да се релаксираат тензиите меѓу двете држави и така натаму. Што друго да кажат, испотепајте се. Па не, и на Шри Ланка да дојде амбасадорот кој поднесува креативи, тоа ќе во истиот момент, следниот ден. Сега, како тоа американциве му рекли, оно тишол за Пендиков седнали и се замарали у State Department. Мислам, стварно е. Ама тоа е дел од приказнава што се крои ова антиевропска, проевропска. Да, сега кажам во тие денови јас дадов некаде изјава по медиумите, кажав дека полициската истрага утврдила, не го кажав овој бекграунд што вам ви го кажувам. Изворот не го кажа дека е полицискиот бекграунд дека полициската истрага утврдила дека Пендиков е тепан основниот мотив заради дрога и ме цитираше потоа бугарскиот министер за надворешни работи Милков, во кој што кажа заменик министер на соседна држава изјавува по име и презиме, кажа дека човекот е
тепан заради наркодилерство, а во суштина станува збор за омраза затоа што и обвинителството поднесе. И сега, како да ви кажам, никој од владата не реагираше затоа што знаат кој е изворот на информацијата. Значи, ние имаме, како да ви кажам, двоен однос. Самите себе си на крајот сакаме да се понижиме. Зошто Охридското обвинителство поднесува случај тепање за омраза, ако ги знае овие елементи? Има нешто друго во таа тепачка. Овие двајцата тепачи и третиот што е избеган. Тој што со бугарски пасош, третиот уште што не е најден. Избеган, тие проблемот со нив е што тие нормално не сакаат да признаат дека се наркодилери. Кој сака да признае затоа што сака да лежи затвор. Дека е бугар. И сега кај нив многу полесно е приказната да кажат на суд дека и тоа е една од причините. Ќе видиме на крајот што ќе се разреши, меѓутоа во полициската истрага јасно се определени параметрите. На крајот Христијан Пендиков е нестрекно момче, се едно што тој има бугарско чувство, нема проблем за тоа, нема никаков проблем. Ти си не прави во минатото сум ти забележувал тебе дека ти си емитер она на тие постојано им правиш интервјуа, им даваше простор на македонскиве бугари, дури на пример луѓе со како да кажам, со СФР ставови као мене, значи ја на тоа гледав као што му е на Жоро, работи за бугариве и така натаму. Јас да ви кажам, долг период ние сме затоа што сметавме дека тој дел од македонската историја е нерасветлена, расчистен. Ние ги објавувавме на Ванчо Михајлов во Фокус мемоарите. Да. Значи споменките. Спомените ги објавував, дел од спомените. За да видиме, мислевме дека Македонија во таа смисла не беше изживеан тој дел од историјата. Да. И сакавме тоа да го пласираме. Не затоа што не затоа што го поддржуваме, туку за да видат граѓани, меѓу другото, за да прочитат граѓаните дека има и друг дел од историјата кој поинаку се гледа. Но ова што денеска се случува, вие видовте, нели, бугарите дури забележуваат официјално со нота до Брисел зошто ние имаме донесено закон за менување на имињата на овие клубови. Значи, вие забележувате за, не знам, за Цар Борис и за Ванчо Михајлов е дури помалку е проблемот во тоа дали е бил со нацистите, многу повеќе е тоа што го негира отворено македонскиот народ. И вие сакате малцинство, значи да стане дел од уставот во Македонија, бугарите да стане дел од уставот, како устав отворен народ, веројатно не како малцинство, кое што ќе го има правото да го негира мнозинскиот народ. Затоа што за тоа се работи. Се работи за нивната и реторичка, меѓутоа и политичка идеја дека македонскиот народ е коминтерновска творба. Да се даде легитимитет на малцинско право за негирање на мнозинскиот народ. Тоа го немате никаде во компаративната историја, како сакате, политичка наука на малцинства во светот. Ќе биде единствено малцинство во светот на кој што ќе му биде дадено легитимното право да го негира македонскиот народ мнозински. И тоа е, види. Ова со Ковачевски исто така една жешка. Не, јас ви велам, мислам дека Ковачевски беше искрен тогаш, дека кажа состојната позиција, но зошто потезите тоа значи според мене дека или е под заложништво. Морам да ви кажам на Дуи, или дека и на Румен Радев, затоа што не смее да оди чека понатаму. Морам да ви кажам, еве сега да ги соочиме верзиите, морам да ви кажам една информација од прилично висок извор од СДСМ, поврзан со Министерството за внатрешни работи, на многу висока позиција, сега да не го именувам, ќе го открием човекот кој ќе му направам проблем у партија. Истиот овој брифинг, кој вас ви го дал Ковачевски, ми го даде мене како новинар. И ние објавивме, ни даде и брифинг, истиот тој високо позициониран од СДСМ извор, дека тоа што избеган име бугарски пасош, па после тоа во Бугарија нели се разговараше, ние први го објавивме. Така што верзијата, ви верувам дека Ковачевски го говорел ова, затоа што и мене ми го говореа истото. Говореше пред 20 луѓе, не пред не само пред вас, тука има многу кои можат да негираат. Но како наеднаш се тоа се сврти во една сосем различна насока и отиде Бујар Османи, си извинуваше во Бугарија, направи еден и отишол самоволно. Ова ми е навистина. Еве велам, значи го известил премиерот, меѓутоа не добил задача. Каков премиер е тој?
кога министер презема чекор без да ве праша кој е таму шефот, Бујар Османи или Димитар Ковачевски, веројатно Артем Груби. Да, Ама види, сега, знаеш, ај сега да бидеме искрени, Липче. Сега сериозни луѓе зборуваме овде. Да искажел резерва премиерот, не би отишол Османи. Да види Пендиков. Ај сега да бидеме искрени. Да. Не е до толку работата како што ја Па прикажуваме. тоа не може да знаеме, Илич. Тоа е Не разговор. знаеме. Да, не можете да ги знаете тие детали на крајот на криштата, меѓутоа како да ви кажам, министрите во принцип имаат собствена агенда. Но се очекува за одредени државни прашања кои што се суптилни да имате заеднички консензус, нели, да имате некаков заеднички настап. Затоа не може да се оправда дека некој отишол на своја рак. Така е. Не може да се оправда. Значи, види, ако му пречело тоа на Ковачевски, сега премиерот ве гледаме. Кога сака може да прати барање за разрешување на кој било министр. Токму затоа министрите се внимателни кон премиерот. Предпоставам, мислам, кон секој премиер, не само кон Ковачевски. Апсолутно. Ви имавте искуство нели со во коалиционата соработка. Се, ајде, не клучното прашање кое што ги имам постојано. Клучното прашање е што ќе правите понатаму како партија. Излеговте Тоа е. од коалицијата со СДСМ, сега сте сами, имате еден пратеник во собранието кој кажа дека ќе делува опозиционо, но ќе делува и конструктивно во однос на законите кои се добри за иднината на Македонија. Кој е планот на Демократскиот сојуз? Да настапувате сами, да одите во коалиција со некоја друга политичка партија, затоа што ние кога Павле Трајанов ја имаше онаа пресконференција, јас пишав после тоа на англиски јазик, викам The Oracle has spoken. Односно пророкот кажа, затоа што Павле На Facebook тоа го напиша, сите го пренесува. Oracle ќе спомне. затоа што Павле Трајанов Павле Трајанов никогаш не го промашил историски моментот кога треба да се напушти влада. Човекот едноставно знае и сега некој ќе рече тоа, ама знаеш тоа е од малициозни причини така натаму, не мора да значи, он можеби едноставно има некоја линија која кажува види овие забегаат, толку е од нив, нема повеќе што да се извлече, ајде да си одиме. Што ќе правите сега? Добро, настрана тие митови, во секој случај ние сакаме да го тераме прво овој процес што го покренавме со помалите политички партии, да го истераме на чистина околу една изборна единица, затоа што е многу важно за сите елементи што ги зборував претходно во контекст на монополизацијата на политичкиот процес и да добијат шанса нови политички сили во Македонија и помалите политички партии да можат да добијат повеќе простор. Тоа е едно. Второ, доколку тоа не го изведе, ќе имаме тука поддршка и од ОПСЕ, веќе говоревме за тоа, и од други странски амбасади, сите сакаат поголема демократизација на изборниот процес. Второ, сакаме да се обидеме да направиме некакво сојузување во политичкиот центар. Ние видовме сега одредени партии останаа во власта, нели ЛДП Дом, кои инклинираат кон центарот и реторички се залагаат и за одредени и слични идеи, но има и други политички партии кои што не се само во парламентот, кои што се надвор, има нови политички партии кои што се појавуваат, ќе видиме движења и така натаму, нели, Максим Димитриевски, Петар Атанасов во Скопје, кои што оваа национална линија сепак ја држат. Ќе видиме, ќе бидеме отворени за соработка и ќе се обидеме на овој така наречен Со ВМРО ДПМН? Се разбира дека сме отворени за соработка. Ние меѓутоа настапуваме сега самостојно без некаков договор да имаме. Значи вие излегувате без да бидете без договорени политички со некој. калкулации. И тоа за некој можеби изгледа наивно, дека видео и не се договориле ќе останат на ветрометина на чистина, меѓутоа ние сакаме да искусиме тој дел од политичката битка. Останува една година до изборите најмногу. Иако јас се уште имам прашалници како оваа влада ќе издржи во моментот кога нема да биде откриено кога ќе биде откриено дека нема парламентарно двотретинско мнозинство. Како Алијансата за албанците, па и ДУИ ако сакате, ќе оправда дека влегува во европска коалиција, а европската коалиција не може да го оствари европскиот сон. Алијанса, едно подпрашање.
Како ви делува образложението нивно зошто влегуваат во владата? Тоа е Видовме нешто куки им вадат дека купувале еден Тоа е посеб за убиство друг ќе на вадиле. демократијата во албанскиот кампус, искрено да ви кажам. Замислите десетици илјади гласачи на Алијансата сега добиваат, се бореле нели против Али Ахмети, сега се во скутот на Али Ахмети. И на крајот таа не е само ја мислам дека тие тоа го прават заради спас на нивната партија, затоа што спасот го гледаат во 200-300 нови вработувања кои што ги имаат испорачано. Спасот го гледаат нели во одредени лукративни бизниси кои ќе ги добијат. Иста национална провокација како ВМРО и СДСМ сега да направат коалиција со антиалбанска платформа. Апсолутно така изгледа. Иако мене ми е драго што алтернатива остана надвор, затоа што сега ќе јакне и тој фронт, алтернатива и БСБ е една партија, меѓутоа ќе најдат начин на соработка, но математиката што се прави дека на наредни избори може да има, не знам, голема коалиција, дури мислам дека и самиот Арбен Таравари еднаш во едно интервју негираше, рече дека да, може би со ДУИ би можеле да направиме коалиција, ама со СДСМ или ВМРО ДПМН во предизборна коалиција тоа е малку потешко. Така што не знам која е политичката математика, иако рейтингот на Алијанса на албанците драматично падна, ако се сеќавате после избори во Тетово. Тоа беше јасно. И во неколку наврати кога разговарате со тие структури, они ви велат баш така, кај албанците знаете, клиентелизмот има влијание и ако вие немате на терен моќ, вработени луѓе во институциите и така натаму, го губите теренот. Затоа сега беса, да речеме, во Тетово зајакнува и така натаму. Меѓутоа тоа не е оправдание. Албанците губат многу со ова. Губат демократскиот избор да се борат против, нели, условно речено, најкорумпираната партија во државата. Односно тоа е најчистата партија во државата, затоа што нема ниту еден функционер кој што е осомничен или во затвор. Да, и многу доктори на науки. Значи, не, но ова да го нотираме само. Значи, Демократскиот сојуз направи потек, конвертираше потек, веќе нема владени функционери. Но нема ни калкулација, Ивица, за... Веќе нема владени функционери, да. Немаме никаква... Ке видиме за евентуално гласање во парламентот за одредени во проекти, советите по општините како ќе делуваат? Во советите во општините имаме 10-12 советници, посебно во Скопје имаме во неколку општини, ке се позиционираме нели онака како што ќе доаѓаат и проектите, меѓутоа и сега, иако дел од нашите сега во Скопје, да речеме, нели има малце една чудна ситуација каде што не се знае кој е власт, кој е опозиција, кој пие, кој плаќа, како беше. Но во општините каде што се градоначалници претежно нели од ВМРО ДПМН, ние и до сега во зависност од проектот сме гласале на едната или другата страна. Во секој случај ќе во зависност од ситуацијата, локална политика, локалната политика не треба сепак да се меша. Гледаме и ВМРО и Левица имаат различни ставови во одредени општини. Да, значи тоа е една ситуација која веќе станува проблематична во македонското општество. Клучното прашање ќе оставиме за друга емисија, мислам дека се затвори. Мислам дека многу долго ќе фатиме ако го прашаме Жоро дали ќе биде Македонија и затоа што станува збор за Вицов ни е затоа што еден колега сега да не го именуваме. Постојано секоја емисија загрижуваше за тоа, сега клучното прашање кој е? Ќе биде ли Македонија? И што да каже човек на ова прашање? Треба да биде патетичен човек, дека Македонија ја веќе неколку илјадници години нели постоела и ќе постои во иднина. Тоа малку е патетично да се даде таков одговор. Просечна килажа е до 903 Македонија на мажите им била 53 кила. Значи сега сега сме бољи. Да ви кажам. Ова е животен век, да не зборим. Французи правили истражувања, у 1903 просечна килажа, некој човек кој правил Отомански империја уште тогаш некој следало. Просечна килажа на машка популација во Македонија била 53 килограми. 1903 година кога се случува Илинденско востание. Сега ќе признаеме малце добро. Ние сме да ви кажам, може би една реченица. Македонци.
загрижен сум за едината на Македонија од аспект на тоа дека се водат анационални политики. Искрено речено, и загрижен сум за етничкиот инженеринг што ќе се прави во Македонија. Бидејќи ова не е наивно со бугарската држава, сериозно бугарската политика има намера да произведува дополнителни бугари во Македонија. Тоа е поентата. И вие со позиционирање на едно, нели, бугарско малцинство или конститутивен народ во уставот, не е идејата само да тоа ги добие елементарните културни права и тука да заврши приказната. Вие гледате како албанци сега формираат бугарски клубови. Видовте, нели? гости, бе. Македонци, муслимани, албанци и така натаму формираат бугарски клубови. Значи вие со пари утре кога ќе станат, нели, дел од уставот, тоа ќе добијат балансер, бадентер, Петар Колев, нели, побара обвинител во Охрид, и така натаму. И на тој начин вие со 80.000 бугарски пасоши, кои што Османи најави кои што омбудсман само за бугарите. Да, тоа е предвидено исто во неговата, верувам, политика. Тоа Боровец кој идел и договори. И на тој начин вие 80.000 по 3 во семејство ќе добиете уште нови 200-300.000 бугари. Идејата е да се смени етничката карта макар вештачки во Македонија. Вие ќе речете дека тоа невозможно е да се произведат нови бугари, не се чувствуваат луѓето така, само пасоши сакаат. Не, тие ќе се пишат бугари за да добијат работно место. Кога сега се пишуваат бугари за да, нели, изјавиле дека се бугари, добиваат пасош за да работат од странство, сега за да бидат у одредена државна институција на раководители или не знам што, ќе се напишат бугари. Што проблем ли е? Нели? За нив проблем ли е? Не е проблем. Како што сега се пишуваат многу по балансер од власи, бошњаци, албанци се пишуваат македонци. Ја на суд се пишувам влаф и ги терам да ми ги преведуваат тоа материјалите на влашки, а нема овластен преведувач. Ви велам. Значи, од тој аспект гледано не е наивна приказната. И затоа е потребна релаксација на политичките односи, затоа е потребно нашите политички елити да ги штитат националните интереси и да бараат бугарската држава да го почитува македонскиот идентитет и македонскиот народ. Не говоревме за македонското малцинство во Бугарија, тоа е посебен дел од приказната за која што исто така има размена на мислење и со Ковачевски и со... Што мисли премиерот за таа работа? Вие имаме време ке... Па, јас го прашав дали зошто не ги примите од дома или не нери. Леве Пендаровски ги прими. Нели, на еден разговор, иако потоа немаше некој таламбаси во јавноста, меѓутоа ги прими луѓето да си кажат зашто... Да си направи муабет. Да. Па не ги примам, вели. Зошто викам да не работите тие, викам за руска разузнавачка служба, нешто. И вели, па да, за руски интереси може би работат, не знам. И значи идејата е од значи тоа е приказната на официјалната бугарска држава дека тие структури таму се удбашки, или Омо Илинден Пирин и така натаму, од времето на Јосип Broz, просрпски и со тоа и проруски, нели, бидејќи се просрпски, и дека тие луѓе, ја не знам, не сум видел, можеби мислам дека можеш да бидеш и просрпски по-англиски. Можеби имаат тие некакви разузнавачки податоци за кого работат, јас сакам да ги видам тие, не знам, бугарската држава можеби имате. Меѓутоа, исто така му реков, па добро, зошто не, велиме дека сме одлични, добри сме со американците, така. Дека премиерот кажа во неколку наврати, јас со Шоле се гледам 4-5 пати, целата политика на Македонија ја водиме врз основа на заедничките стратешки интереси, нели, со нашите сојузници, што е окей. И велам, па кажете му на Шоле, зошто не му кажете на Шоле да заврти некој уво во Софија ако може, затоа што нели се моćни американците, и да се прифатат македонците таму, неколку здруженија да се регистрираат. И ми рече добар ти е предлог. Не ми е добар предлог. Не ти рече дека Шоле мене ништо не ми прашува. Зошто нашата држава, зошто нашите министри за надворешни работи, премиери, председатели, на средбите со странците на средбите со бугарите не го покренуваат тоа прашање. Мене неколку пати ми било одговорено, Заев еднаш ми рече, вели, ако на Кирил Петков му кажам за македонците во Бугарија, веднаш ќе рече не го отварате тоа прашање зашто нема договор.
ако го отворите тоа прашање. Можете да замислите, вие не смеете да го отворите тоа прашање под изговор дека не смеете да се мешате во внатрешните работи на Тој не бугарската сме држава. да потвори. Но не е мешање во внатрешните работи нешто за што има конвенција за човекови права, за што има Пресуди од Страсбург. пресуди од Страсбург. Тоа не е мешање во внатрешни работи. Тоа е барање на елементарни права. Вие Договорен однос е и они на крајот на криштата сакате да имате добрососедски односи. Како ќе живееме ние утре со бугарите, ќе не примат во Европската унија под сите понижувања, така? И ќе не примат во Европската унија и нашиот народ ќе ги гледа бугарите како непријател се уште. Да. Точно, тоа е проблемот. Зоран Димитровски, Жоро Пранешен, заменик министер за локална самоуправа и мислам дека имавме ивица едно извонредно интервју ова утро. Со многу нови детали, тоа е најважно, а ние сакаме трендовите на денот да ги креираме. Почитувани слушатели, тука е крајот, ти благодарам, Жоро. А одовде, почитувани слушатели, јас Зивица не знам, затоа што он е и малку дипломат, и малку новинар, но јас сум само од ова го вадам левот. Од овде заминувам на протестот на Сдруженијето на новинари на Македонија во 10 часот и 30 минути по повод 70 години од постоењето на ЗНМ. Ке маршираме од владата до собранието против притисокот врз новинарите, против дрскиот однос од политичарите кон нас, против навредите кон медиумските работници. Ке протестираме и за подобри социјални права за фелата, затоа што докторите еве ги се возбудија, им касни неколку дена плата, помалку од 10 дена, кај нас во новинарството, верувајте, плата знае да го доцни по 2 или по 3 месеци. Време е да се стави крај, малку да ги облечат и нашите чизми да видат како е, а постојано вие не критикувате, велите, вие сте вакви, вие одработувате за овој, вие сте за оној. Кај ни каснат платите, кај ни се мали, па уште и навредите ги трпиме, а да не сме вие, еве вие немаше да знаете дека пропаднала еврообврзницата и дека милиони ќе изгубите вие поради тоа. Сакајте ги новинарите, независно кои се, од каде си и какви се, затоа што без нас па ич нема да не биде. Вака не бива без нас, ич нема да не биде. Денес е кој датум, Ивица? 17.2.2023 година. Јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Ово утро техничката реализација е на Димитар Митровски и Јордан Чаушевски.